Прашината не им дава надеж на земјоделците дека годинава есенската сеидба ќе ја завршат во определениот рок. Сушата си го зема данокот. Сепак не може да се чека на евентуални врнежи. Мора да се работи, доколку се сака екзистенцијата да не биде доведена во прашање, децидни се денеска земјоделците. Затоа и подготвителните работи на нива се започнаа со задоцнување од неколку недели. Ја мислам да има второ рање, бидејќи суша имаше и второто рање чим ќе го ореме, треба да биде подобро површината направена за да се посее. Иначе ако не заврне дожд пред да сеидбата, мислам дека не би требало да се заврши до крај, меѓутоа со тешки напори ќе завршиме сигурно сеидбата. За тоа Господ знае, ама се моментално не е убаво. Суша е голема. Освен за сеидбата, сушата беше проблем и во собирањето на останатите земјоделски култури, пред се компирот и пченката. Имаше потешкоти, точно за вадење на компир на таа суша беше не. Меѓутоа имаше некој дожд пред тоа заврнато, меѓутоа извадија се на време тоа што имаше. Културите што беа компир и маморуската, мислам царевицата што е. Се ожна, добро беше, меѓутоа суша е, ама ипак мора да се собре родо мора да е. Земјоделците се едногласни во оценката. Нема да чекаат промена на време во нивна полза. Ораниците мораат да се подготват, без разлика дали ќе има дожд или не. Есенската сеидба за неколку дена ќе ја стартуваат во атарот на Карбинци. После 2-3 дена ќе почнат со сеидбата. Иначе многу е суша се, додека не ги дотерам, не може да се. Во меѓувреме, интензивно се подготвуваат нивите за есенската сеидба. Свесни дека и оваа година загубите ќе им бидат неизбежна ставка, земјоделците се оптимисти. Потребните рокови за завршување на оваа аграрна операција ќе биде завршена на време.